А ние, почитувани, продолжуваме веќе во најавниот Форшпан. Ја најавивме нашата гостинка во студиото, Васка Мојсовска, председателка на Националната федерација на фармери. Добар ден и добро ден дојдовте во емисијата. Добар ден и добро ве најдов. Благодарам за поканата. Ви благодарам и навистина што дојдовте, бидејќи патувавте од Неготина, го искористив. Да. Верувам дека бргу се стасува од Неготина до Скопје. Па негден за еден час, да. Так. Само гужвата низ градот малку, ама добро. Искрено сите што доаѓате од градовите низ Македонија во Скопје, единствено тоа ни кажувате, на влезот на Скопје гужва, тоа е главен град. Так. Ајде, некако има доста теми, би сакала да поразговараме за значењето и улогата, особено во нашата држава, на жената од руралните региони. Во Крушево по 16-ти пат се одбележа меѓународниот ден на жената од руралните средини. Како можеме да кажеме е развојот на жената во руралните средини и кај нас, бидејќи сепак и се работи за еден ден што е меѓународен за одбележување на жената од руралните средини? Токму така, на 15 октомври, светскиот ден, меѓународниот ден на жената од рурални средини, прогласено од Обединетите нации, и ние како организација го прославуваме веќе 16 години. 80 земји во светот го прославуваат тој ден, Македонија е една од нив, токму нашата организација, и со тоа покажуваме за важноста и се бориме за правата и предизвиците и проблемите кои што се соочуваат жените од руралните средини. Верувајте, премногу се тие предизвици и проблеми. Тоа се социјална исклученост, невработеност, лишување од правото на имот, оние традиционални, покорување на оние традиционални непишани правила, потоа нееднаква распределба на имот, недостаток на градинки, на социјални и културни добра, недоволен пристап на јавен превоз, Значи, уште ред слични такви проблеми со кои што се соочува жената од рурални средини, но сепак таа не губи од својата волја и работа и таа се труди и работи и екзистира во своето семејство, во својата фарма, и така ние како организација освен што ги имаме нашите други обврски спрема земјоделците, затоа што сме организација која што застапува најголем број на членови земјоделци, кои што се од сите сектори, и сме социоекономски партнер на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги застапуваме и ранливите категории на луѓе од рурални средини, а тоа се жените, младите и лицата со попреченост. Така да имате и соработка со Министерството за труд и социјална политика. Да, имаме од потпишувањето на декларацијата во 2018 година, токму на Денот на руралната жена, ние подпишавме декларација Министерството за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство и Национална федерација на фармери за социоекономско јакнење на жената од рурални средини. Од тогаш соработката со овие две министерства ни се засили и ние работиме континуирано за афирмирање и подобрување на положбата на жената од рурални средини. Ке ве вратам на прашањето за значењето, улогата на жената во руралните краеви, што бидејќи на меѓународниот ден знам дека сигурно и соработувате и гледате каква е жената надвор од Македонија во овие региони, во овие подрачја, во овие населени места, каква е во Македонија? Заостануваме на исто рамниште сме, можеме ли да црпиме искуства? Така, како што најавивте и вие во Крушево, ние освен што имавме 200 жени, над 200 жени членки кои што се на Националната федерација на фармери и кои што се од рурални средини, жени земјоделки, ние имавме и гостинки од регионот кои што ги представуваат жените од руралните средини во нивните држави. А тоа беа од Албанија, од Косово, од Србија и од Црна Гора. Ние подпишавме таму една декларација, сите овие организации кои што се представнички од нивните земји за меѓусебна работа, односно за платформа и заложување во кое што ќе работиме на регионално
афирмирање на жените од рурални средини. Се со цел да вметнеме во таа платформа и други организации од други земји од Балканот. Верувајте, слични се искуствата секаде кај нас во регионот од овие земји кои што ги напоменав. Во некои делови и сегменти проблеми кои што се соочуваат жените од рурални средини има по некој процент помалку или повеќе, но сите се исти. Проблемите кои што ги кажав на почетокот и тие жени, дали во Косово, во Албанија или во Црна Гора и Србија, се соочуваат со слични проблеми како и нашите жени во Македонија. Так. За жал така е. На манифестацијата и присуствувала и првата апликантка на програмата за мајчинство. Тоа е господјата Густа Златкова, одгледувачка новци, производителка на сирење. И многу ми е битно да ни ја истакнете оваа програма, бидејќи навистина во сето она што го протежирате и се борите за жената, буквално да биде, са можеби нема на исто рамниште со жените од да не кажам од урбаните средини. Од урбаните средини, меѓутоа сепак еве, бидејќи се залагате за нив, очигледно заостануваат. Во овој дел многу важен дел е она што го донесовте таа програма. Да, ние како организација увидовме проблем кој што е 30 годишен проблем, во кој што индивидуалните регистрирани земјоделки, кои што се само вработени, не можеа да го остварат правото на мајчинство или породилно отсуство како сите други вработени жени во другите сектори, без разлика дали е приватен или државен. Со поддршка на VFECT, ние формиравме VFECT е шведска кооперативна агенција во која што ни дадва поддршка за формирање на оваа координативна група, во која што членуваа релевантни институции. Тоа се трите министерства, Министерството за земјоделство, Министерството за труд и за здравство, Пензискиот фонд, УЈП, Платежната агенција, Правниот факултет, потоа Фондот за здравствено осигурување и сите работевме една година минатата во 2022 на изнаоѓање на решение за токму за решавање на овој проблем за породилното за индивидуалните регистрирани земјоделки. Не идовме на големи предизвици при решавање на тој проблем затоа што ќе мора да се менуваат многу закони. Тоа не е дека е невозможно, но ќе продолжи долг период. Затоа одлучивме како пилот програма да ја вметнеме во програмата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во кој што овие индивидуални регистрирани земјоделки ќе можат да си го остварат правото на мајчинство со еднакратна помош од 81.000 денари и секоја апликантка која што ќе аплицира во оваа година, повикот трае од 25 декември до оваа година, до 25 од минатата година до оваа година. И секоја жена што ќе се оствари како улога на мајка индивидуална регистрирана индивидуална регистрирана земјоделка, ќе може да си аплицира за оваа програма и да си го добие тој паричен надомест од Министерството за земјоделство. Истата ова координативна група продолжи со работа за решавање на трајно системско решение, односно промена на сите тие закони кои што се пречка за решавање на овој проблем, напоредно и за решавање на болничко боледување за индивидуалните регистрирани земјоделци кои што во моментот не можат да го остварат тоа. Така да ние продолжуваме со работа, но многу сум среќна што првата апликантка токму на Густе Златкова од Штипско ја доби благодарницата од страна на нашата организација како еден поттик за идните мајки регистрирани индивидуални земјоделки да аплицира, да искористат можноста и да си земат тој паричен надоместок од Министерството за земјоделство. На почетокот споменавте, меѓутоа можеме ли да зборуваме дека навистина овие жени имаат, како велиме, се дискриминирани? Да. Која е најважната, најтешката дискриминација? Видете вака, сите се проблеми и предизвици подеднакво исти и подеднакво битни во врска со жените од рурални средини. Јас сум жена од село, родена сум во село, таму сум порасната, таму сум омажена и таму живеам.
целиот свој живот во селото Имени. Еве ќе ви кажам една паралела. Јас како дете немав можност да одам во градинка како децата од урбаните средини, затоа што немаше во селото градинка, немаше шанси да ме носат. Исто и моите деца порасна така со чување на баби без да одат во градинка. Исто како дете немав можност да учам, например, странски јазици или да посетувам некои културни друштва или спортски, да се вклучам во некои спортски, затоа што во селото немаше, а градот ни беше далеко. Сето тоа и денес се соочуваат децата, и не само децата, туку и жените. Што се случува кога вие ќе израснете во ќе се формирате како личност и одите на школување во градот, вие го немате тој подеднаков пристап или еднакво развој како и децата од урбаните средини, и сето тоа влие на понатамошниот живот. Вие морате многу повеќе да работите за да го достигнете тој степен. Сето тоа зависи, сето тоа влие и на жените. Јас сега го кажав како деца, ама сето тоа влие и на жените. Затоа е многу битно подеднакви услови за живот во сите рурални средини, затоа што младите бараат, сакаме младите да ни останат во село да живеат, но тие бараат и услови за живот. Не велам дека ситуацијата е иста како и пред 30 години, има промени, има села во кое што се направени промени, но треба континуирано да се работи и секое село да ги има истите услови како што ги има и градот. Ајде, некако би сакала бидејќи сте председателка на Националната федерација на фармери, веќе 20 години постоите. Да, организацијата постои веќе 20 години, јас сум 6-та година, ова ми е втор мандат, и така да со нашата работа и со нашите ангажмани, ние како организација, наши членови се вклучени во подсекторските групи на Министерството за земјоделство, каде што можеме и имаме прилика директно да влијаеме во решавање на некои наши проблеми кои што се соочуваат земјоделците, а и директно да влијаеме на измени на закони и правилници во кои што ќе бидат од бенефит и корист за земјоделците. Едно од тие наши заложби е измената на донесувањето на правилниците за продажба од куќен праг, во кое што ние бевме едни од иницијаторите за промена на за донесување на тие правилници, во кое што повторно жените со своите преработки, кои што си ги преработуваат од своите земјоделски производи, ќе можат да се регистрираат како мини оператори на храна и ќе можат легално да си ги продаваат своите земјоделски преработки. Ние учествувавме исто така и во измената на законот за вино, во кое што баравме да се вметнат, да се направи отстапки за оние лозари кои што сакаат да си го преработат грозјето, а сепак да бидат вметнати во законот за вино, а тоа се семејните винари и ред други заложби во кои што како организација сметам дека само намаса можат да се решаваат и тековни проблеми во кои што се и со откупи, со цени, сепак организацијата колку што можеме ние како целиот управен одбор и извршната канцеларија апелираме и лобираме и бараме, но тоа сето е во можност на нашите можности, во рамки на нашите можности, не зависи сите решавање на сите проблеми од нас, тука се откупувачите, тука се институциите, кои што некако постојано се зборува дека треба и нормално законите треба да имаат додавки, да имаат дополна, да можеби не да се изменат целосно законите, се со единствена цел да се оди напред во буквално да се оди напред и да има развој во земјоделството, вака генерално кажано, меѓутоа колку вас машката популација ви помага конкретно во семејствата, па во регионите, во локалната самоуправа? Па мора да има рамноправност. Значи, за една фарма, едно семејство кое што екзистира од земјоделство,
мора да има заедничка работа и рамноправност. Јас се често пати ќе кажам, а и дека во нашите семејства кои што единствено екзистираме од земјоделство, нема машка-женска работа, има работа која што треба да се заврши и треба да се организираме за да се заврши таа работа. Значи, секое семејство си е посебна приказна за себе, но јас верувам дека преку вакви наши активности, преку вметнување на жените од рурални средини, веќе во активности, во обуки, во разни настани и програми кои што ги вметнуваме за искористување за преку програмата за рурален развој или ИПАРД програмите, можат да си направат едно подобро утре, ако не за себе, барем за своите деца, само треба да се биде упорен и предизвиците секогаш ќе бидат тука, проблемите секогаш ќе бидат тука, но ние треба проблеми, нема да има треба да наоѓаме начин како да ги решиме, а не да ги ставаме под тепих. А сакаат ли жените да бидат земјоделки, да имаат свои, како да кажеме, да бидат фармерки, така малку модерно да се изразам? Оние жени кои што екзистенцијата му е земјоделството, тие со љубов и со труд тие работат и тие учат и бараат нови технологии, нови начини како да го усовременат своето земјоделско производство. И се зачленуваат вака во слични организации како нашите, за да можат да понаучат уште нешто. Тоа е индивидуално и во секоја бранша е така. Секој кој што сака да работи, и ако се надоградува и учи, може да напредува. Сега проблеми има, земјоделството не зависи само од тука се климатските промени, тука се откупувачите кои што диктираат цената на производите, на земјоделските производи. Има многу безброј проблеми, но ние секогаш велиме дека треба само оптимистички да гледаме и да насочуваме во насока да си го зачуваме нашето земјоделско производство, за да не бидиме комплетно зависни од увоз. За жал, тоа се намалува, тоа е факт во последниве години, но тука секако проблемите кои што ги набројав претходно влијаат на сето тоа за да имаме намалено земјоделско производство. Во Македонија, еве според вас, сепак тоа го работите и така живеете, според онак што го размислувате, како треба да се насочи, во кое производство? Што кај нас најмногу би просперирало, како велиме? Па, ние секој регион си имаме обележје кое што може да произведува, само единствено, како ние, како организација која што се залагаме, треба да се селектираат оние кои што на вистина работат од земјоделство, инвестираат во земјоделство и екзистираат од земјоделство. Ние не велиме дека некој што му е хоби производството на храна да го запоставиме, но за него да имаме некои други посебни третмани, затоа што земјоделството е професија. Како што е професија доктор, како што е професија наставник, во кое што секоја личност се докажува и си работи, така и земјоделството треба да биде професија и ние кога ги даваме тие поддршки како државни зборам, треба да ги насочиме токму кон тие земјоделци. Ние како организација редовно апелираме на тоа, сме во соработка со Министерството за земјоделство, така да мислам дека ќе дојде ден кога оние вистинските, оние земјоделци кои што на вистина екзистираат од земјоделство, ќе се истакнат и ќе придонесат за развој на земјоделството. Васка Мојсовска, навистина ви благодарам. Кажавте и презентиравте, може би сега повеќе проблеми, меѓутоа состојбата каква што е на жената од руралните средини, мораме да ја прифатиме каква е фактичката состојба. Полично се гледа дека сте борбени и мене ми е драго што сте председателка на Националната федерација на фармерки, ви посакувам и натаму на фармери.
да бидете Благодарам. буквално вакви какви што се, да не застанувате и да ја протежирате жената не само во Македонија и надвор од нашата држава, како што имате регионална, можеби европска соработка со сите жени од руралните средини во светски рамки. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам за учеството во емисијата. Благодарам уште еднаш и на вас.